Раздвиженост по улиците и полни кафулиња. Вака денес изгледа Виница, градот од каде неделно за Италија транзитираат 6 автобуси и 2 минибуси. Според некои проценки, неделно во оваа држава од истокот заминуваат околу 150 лица. Коронавирусот барем засега не представува никаков проблем, ниту пак создава паника кај виничани. Уште ништо не сме купиле, а ќе видиме. Дали ќе купуваме, ние на работа работиме со маски, заштитени сме таму. Кој си има добар имунитет е отпорен на вирус. Имате ли вие некои луѓе што живеат блиски во Италија? Имаме доста. Што велат? Што велат, и не се плашат. За своето здравје не стравува ниту Илчо Илиев. Тој еднаш неделно со минибус превезува патници до Италија. Сега во сабота ќе патува за Ливињо, во областа Ломбардија, од каде се шири коронавирусот. Со себе ќе понесе маски, антибиотици и антибактериски гелови. Па на нашите граници у овие кабините таму гледам дека полицајките и полицајците носат тие маски. Ама нема баш некои посебни така мерки да требат термални камери или нешто таму да те проверат се. Ја мислам дека они самите треба да бидат свесни. За локалната власт ова не е проблем. Оттаму велат дека на превозниците ќе им сугерираат да ги откажат патувањата, доколку состојбата стане алармантна. Таму, како што знам, Ломбардија е најпретежно зафатена со коронавирус. Нашите иселеници се претежно во Пиемонте областа. И таму, пак ќе кажам, немаме конкретно некои случаи да ни се имат јавено. По насоки на Министерството за здравство, денеска целосно испразнето Штипското инфективно оделение. Пациентите кои биле хоспитализирани поради грип или други заразни болести се испратени дома. Дел од заштитната опрема е пристигната, а секој момент се очекува да добијат и скафандери. Засега нема најава за евентуално сместување на патниците од Струмица, кои поради тоа што патуваа со заболената Скопјанка се во домашна изолација.